На почетокот од месец април на покана од Renault Sport како организатор на Twingo Cup серијата се упативме кон тркачката патека во Серес, Грција, каде се одржа првото промотивно возење на надпреварувачките модели. Во надпреварувачкиот серијал моделите на Renault Twingo се унифицирани и специјално модифицирани од страна на Lema Racing Team со цел да ги има сите безбедносни и брзински карактеристики. Основно возило за преработка е Renault Twingo со 3-цилиндричен атмосферски агрегат и мануелен менувач со 5 брзини. Агрегатот поради извршените модификации на издувната крана испорачува 78 конски сили, што е за 8 конски сили повеќе од сериската изведба. Измени има и во подпирањето кое е производ на познатата марка Eibach и поседува посебно штелување на геометријата на тркалата. За безбедноста на надпреварувачите се грижи реномираниот бренд Sparco, кој ги обезбедува заштитниот кафес, сертифицираните седишта наменети за тркање, сигурносни ремени во 4 точки, систем за гасење пожар, тркачки управувач, лесно метални надпреварувачки педали и заштитна мрежа. Пневматиците се во полуслик изведба од тајванскиот производител Nankang. Истите се монтирани на надпреварувачки Sparco алуминиумски филни. Инструмент таблата е од производителот AIM, на која е поставен GPS систем преку кој ќе се бележат времињата на надпреварувачите, моменталната брзина, вртежите на моторот и останатата телеметрија. Возилата изобилуваат со аеродинамични додатоци и посебни делови кои се развиени од стручните лица на Lema Racing тимот. За овој куп се планирани 8 трки, од кои 4 ќе се возат на кружни патеки и 4 на ридско-брдски патеки. Според планот, купот ќе се одржува во текот на наредните 3 години, согласно официјалниот распоред на Автомобилистичката федерација, кој ќе биде дополнително објавен. На крајот од секоја сезона за првите 3 места ќе бидат одвоени соодветни парични награди, додека пак на крајот од третата сезона како главна награда на купот е 100% електричното возило Renault Twizy. Идејата на ова надпреварување е во центарот на вниманието да бидат возачите и нивните индивидуални способности за управување со подеднакво подготвени автомобили. Веднаш по краткиот брифинг имавме можност да седнеме за управувачот на едно од надпреварувачките возила. Како дополнителна информација од надлежните ни беше посочено дека во вистински тркачки манир автомобилот не користи сервосопирачки ниту пак сервоуправувач, што бара кратко привикнување, особено кога станува збор за наглите сопирања при поголеми брзини. По загревачкиот круг веќе се стекна првичната доверба во автомобилот и неговите способности. Затоа започнавме пожестоко да притискаме на педалот за забрзување, а во секој нареден круг сопирачките ги користевме само кога ќе го донесеме автомобилот до самиот лимит. Поставеноста на агрегатот на задната осовина и погонот на задните тркала го прават чувството за управувачот како во картинг. На секое претерување автомобилот пролизгува, но исто така и лесно се враќа во претходно зададениот правец. По 5 кругови поминати на патеката имавме чувство дека со секој нареден круг постигнуваме подобро време на минување, што ни беше потврдено од одговорните, но тогаш ни соопштија дека во споредба со најдобрите времиња кои ги постигнуваат надпреварувачите во купот, заостануваме во просек 15 секунди по круг. Сепак, да се биде во седиштето на еден професионално подготвен надпреварувачки автомобил е нешто посебно и представува несекојдневно искуство кое долго останува во сеќавање.
Оваа година во центарот на Женева се одржа 89-тото издание на ултрапопуларниот салон за автомобили, каде најмногу воздишки предизвикаа суперавтомобилите, со екстравагантен дизајн, несекојдневен стил и извонредни перформанси. Сепак, оние кои несомнено оставија најголем впечаток кај публиката беа хипермоделите од луксузните производители како Bugatti, Pininfarina и Aston Martin. Францускиот луксузен бренд годинава ги одбележува своите 110 години постоење, а саемот во Женева го искористи како идеално место за прославување на годишнината со премиера на својот нов хиперспортски автомобил Bugatti La Voiture Noire. Хиперавтомобилот е специјално изработен за ентузијаст на Bugatti, а покрај тоа што представува реминисценција на легендарниот Атлантик, тој исто така е и одраз на долгата традиција на компанијата и француската автомобилска историја. Новиот La Voiture Noire представува автомобил со 2 врати и извонредно моделирана каросерија, каде високото ниво на елеганција е постигнато преку употребата на длабоки црни јаглеродни влакна, врвната технологија, одличниот естетски изглед и екстремниот луксус го карактеризираат овој модел, а тука секако е и моќниот погонски агрегат, кој преку 16 цилиндарски мотор испорачува неверојатни 1500 конски сили. Ова уникатно задоволство чини цели 11 милиони евра, што го прави најскапиот нов автомобил во светот. На овој начин, Bugatti уште еднаш покажа дека ги произведува највредните и ексклузивните хиперавтомобили во светот. Револуцијата во автомобилската изведба, дизајнот и техничката колаборација го представуваат новиот Pininfarina Battista, првиот целосно електричен луксузен хиперавтомобил, како нов врв на жилбата за електрични автомобили, каде стилско решавање на парадоксот меѓу убавината и перформансите е решено во целост. Новиот електричниот хипер зрачи со елегантен и безвременски италијански дизајн. Кога ќе пристигне во 2020 година, Батиста ќе биде најмоќниот автомобил што некогаш бил дизајниран и изграден во Италија, а исто така ќе обезбеди ниво на перформанси што денес е недостижно кај било кој уличен легален спортски автомобил, со технологија на моторот со внатрешно согорување. Хиперавтомобилот на Pininfarina располага со моќност од 1900 конски сили и вртежен момент од 2300 Нм, благодарение на кој до 100 км/ч забрзува за помалку од 2 секунди. Опремен е со батериски пакет од литиум-ионски батерии, кои со својот капацитет од 120 кВт му овозможуваат да измине пат од 450 км со само едно полнење. Новиот Батиста доаѓа во ограничена серија од само 150 примероци, индивидуално и рачно изработени во ателјето на Pininfarina во Торино, Италија. Британскиот бренд на луксузни автомобили го избра токму салонот во Женева како одлично место за светска премиера на своите 2 супермодели Vanquish Vision Concept и AMRB 003. Концептниот модел Vanquish Vision представува преглед на дизајнерскиот јазик на првата серија на модели со централно поставен агрегат, а со својата форма на свилен и лесен автомобил, тој е сериозна закана за моделите од конкурентната класа. Компанијата реши да ги задржи за себе интересните детали околу овој модел, но тоа што ни е познато е дека концептот Vanquish Vision ќе биде погонуван од нова V6 единица. Излезните перформанси не се познати, но во поглед на ривалите од конкурентната класа во која тој ќе се надпреварува, се очекува да има моќност поголема од 700 конски сили. Наместо класичната каросерија изработена од јаглеродни материјали, Aston Martin реши новиот концепт да го изгради на традиционалната алуминиумска шасија, која има богато минато во опсегот на старите суперавтомобили на брендот. Производството на новиот Vanquish се очекува да започне во 2022 година. Најавениот проект 003 прерасна во Aston Martin дизајнерски концепт наречен AMRB 003. Како трет автомобил во семејството со централно поставен агрегат, развојот на новиот концептен хипер ќе биде поддржан од напредната технологија на Red Bull.
Таа има за цел да се фокусира кон оптимизација на шасијата и аеродинамиката, а исто така ќе има влијание и врз градбата и дизајнот на моделот. Споделувајќи истата фундаментална стилска и аеродинамичка филозофија со Астон Мартин Valkyrie, AMRB 003 има извонреден преден килт и голем заден дифузер, со подвозие кое влијае кон зголемување на притисната сила. Сепак, за разлика од концептниот Vanquish, овој модел е изграден на веќе познатата шасија, изработена од јаглеродни материјали. Од големо значење и технологијата наречена Flex Foil, потврдена од НАСА преку низа детални тестови поврзани со акустиката и перформансите, а Астон Мартин е првиот производител што ја спроведува оваа најсовремена воздушна технологија во автомобилската индустрија. Системот овозможува промена на притисната сила на автомобилот без промена на физичкиот агол на целиот елемент, што резултира со безпрекорен дизајн со високи перформанси, подобрена ефикасност и намалена ветарна бучавост. Најновиот модел во гамата на Range Rover е вистински производ на урбаната култура, умешно спакувана мешавина на компактен автомобил со купе изглед, чии теренски можности не смеат да се занемарат. Моделот Evoque црпи сила од богатото наследство на марката, воедно создавајќи собствен силен карактер кој за повеќето конкуренти се уште останува само сон. Британските автомобилски производители својата препознатливост ја имаат изградено врз традиционалните начела на аристократската култура, со што возилата кои доаѓаа од островот се издвојуваа од производите на останатите компании. Исклучок не е ниту Range Rover, кој со години создава луксузни теренци чии што изглед речиси останува непроменет и по неколку децениско екзистирање на пазарот, знаејќи дека структурата на купувачите константно се менува и дека во последно време богатата клиентела непрестано трага по возила што се идентификуваат со силен карактер и несекојдневна каросериска изведба, марката во својата гама го има компактниот SUV Evoque како модел кој цели кон помладата и активна публика. Постојат многу убави автомобилски соништа кои се претвораат во ноќна мора што нивните креатори ќе се обидат да ги пренесат во реалниот свет, а моделот Range Rover Evoque е пример кој што успева таа трансформација да изведе на совршен начин. Зборувајќи за визуелниот идентитет на автомобилот, забележливо е дека во вистинска смисла го представува значењето на зборот кросовер, мешавина на линии кои се сретнуваат на купе автомобилите и оние кои ни се веќе познати од теренските модели. Уметноста во спојувањето на двата вида е изведено на мајсторски начин. Разгледувајќи го паркираното возило, вниманието го привлекуваат дизајнерските движења кои се засебно интерпретирани на секој дел од надворешноста, тотално различни, а сепак перфектно споени во една целина. Традиционалната маска на предниот дел е во согласност со имиџот на брендот, но е дополнително стилизирана во духот на новото време. Испапчените делови на тркалата асоцираат на спортски автомобил, додека ниската поставеност на кровот и незината надолна линија го дополнува купе стилот. Дизајнот на Evoque очигледно црпи инспирација од моделот Velar, што се забележува во обликот на светлосните групи и деталот кој особено игра голема улога во целиот надворешен изглед, а тоа се кваките за отворање на вратите. Тие се сосема рамни и слеани во самите врати. При отклучување на вратите излегуваат од каросеријата и по завршување на својата работа повторно се вовлекуваат, момент кој на Evoque му дава високо ниво на софистицираност и го нагласува неговиот современ пристап на креирање. Аурата што ја поседува Evoque го следи на секој чекор. Тоа најдобро се забележува во град каде безбројните љубопитни погледи едноставно се лепат на неговата мускулеста и манекенска става.
Моделот е Vogue, иако најмал во гамата, со изгледот на својата кабина носи нова динамика, свежина и сјај на марката, нешта кои најчесто се сретнуваат во поголемите модели. Комплетниот интериер е класа за себе, бидејќи покрај традиционалните елементи, многу вешто во себе ја имплементира и најновата технологија. Мирните инструменти пред возачот го интерпретираат новото време, затоа нивниот приказ е проектиран на голем прилагодлив дисплеј. Големиот дел од централната конзола го заземаат два мултифункционални екрани осетливи на допир, преку кои се командува со се што може да замислите. Употребата на технологијата не престанува тука. Четвртиот екран во внатрешноста е всушност ретровизорот кој преку системот наречен Clear Sight со притискање на едно копче го трансформира конвенционалниот ретровизор во монитор со висока дефиниција кој ги прикажува случувањата зад возилото во кристално чиста слика. Место за отстапување нема и кога говориме за просторот во кабината кој е прекриен со првокласни материјали, почнувајќи од облогата на предниот дел, елементите кои се имплементирани во централната конзола, па се до високо квалитетната кожа што е употребена при обработката на седиштата. Буквално се оддава впечаток на висок луксус со препознатлив призвук на британската аристократска нота. Просторот на предните седишта во Evoque е идеален, додека најголемото изненадување доаѓа од задната клупа, која располага со комодитетот што вообичаено не се сретнува во ваква компактна конструкција, а тоа се должи на новата платформа на која е поставена втората генерација на Evoque. Во исто време не е заборавен ниту просторот за багаж, кој има сосема солиден капацитет од речиси 600 литри. Кога говориме за моторот и трансмисијата, мора да нагласиме дека во овој случај не станува збор за модел на Range Rover од кого треба да се очекуваат брилијантни теренски способности, ниту пак огромен вртежен момент на големите V6 и V8 агрегати, туку за рафиниран баланс што треба да овозможи квалитетно управување во секоја ситуација. Тестираниот примерок на Evoque поседуваше 2-литарски турбодизелски агрегат и тоа во моќна TD4 изведба. Веднаш по стартувањето на агрегатот се забележува неговата рафинираност. Работењето во место е изненадувачки тивко, иако агрегатот е се уште ладен. Неговите 180 конски сили се расположени за галоп во секој момент, а 430 ньютон метри се тука инстант да ја повлечат масата од преку 1,8 тони кога возачот ќе посака. Урбаната средина е неговиот дом, каде што Evoque без проблем се снаоѓа како риба во вода. Нему ниту симнувањето од асфалтната подлога не го плаши, бидејќи покрај погонот на сите тркала во себе пакува технологија Terrain Response 2, која овозможува да се избере една од претходно сетирани опции за пренос на силата во зависност од подлога по која се движи. А за прегледноста на подлогата да биде уште подобре се грижи новиот приказ под возилото во линија на предните тркала, овозможувајќи лагодност при движењето. Во исто време, крстарењето по брзите автопатишта се одвива на несекојдневно лесен и комотен начин. Ако има потреба, со секое притискање на акцелераторот го нагласува динамичниот дух кој го носи во себе. За одличните возни својства, голема заслуга имаат безпрекорниот автоматски менувач со 9 брзини и подпирањето кое може да ги задоволи потребите на лицата кои предпочитаат да патуваат комфорно, но и на возачите чии крвни зрнца се мерат во октани. Во тек со новото време, компактниот SUV поседува мек хибриден 48 волтен систем што е поврзан со литиум-ионска батерија, чиј капацитет изнесува 200 вати и генерира сила од 140 ньютон метри вртежен момент со кој помага при забрзување, а воедно се грижи потрошувачката да ја држи под 10 литри на изминати 100 километри. Вака спакување
наречуваниот Evoque не доаѓа како ефтин пакет. Секако тоа ниту е неговата примарна цел. Самото име на беџот, стајлингот на екстериерот, материјалите кои се употребени за изработка, врвната технологија, како и моторната опција од најновата генерација, имаат своја цена која во случајов изнесува 77.800 евра. Секојдневно сме сведоци на брзиот технолошки напредок е возилата и електричните возила кои ни се веќе на прагот, но не така далечна е и днината на автономните возила. Системите за асистенција на возачот, како што се адаптивната контрола на брзината на движење и системот за предупредување на возачот при напуштање на коловозната лента, се веќе многу распространети, додека целосно автономните возила се во развој и се тестираат на јавни патишта. Одлуката дали да се подпреме или не на автоматизираната технологија е водена од довербата. Действувањето врз основа на несоодветна доверба може да доведе до катастрофални резултати. Пример за тоа е фаталната сообраќајна несреќа на Тесла во 2016 година, што се случи додека возилото било на режим на автопилотот, а е резултат на преголема доверба од страна на возачот. Со зголемување на степенот на автономија на возилата и природата на интеракција помеѓу човекот и автономија станува посложена. Прашањата кои треба да се постават се: како да се осигура безбедноста и довербата во партнерството човек-автономни возила? Како знаеме кога да му веруваме на автономното возило? Колку треба да му веруваме, но и колку автономните возила треба да ни веруваат нас? На Универзитетот во Вирџинија, при Школата за инженерство и применети науки, во истражувачката област за автономни возила и роботика, скоро една година се работи на проектот Когнитивна доверба во интеракција човек-автономно возило. Проектот е насочен кон главниот јаз во развивањето на конструктивни технологии за опфаќање на социјалните и одлуките кои се носат на основа на доверба во партнерството човек-автономни возила. Целта е да се развијат јазици и алгоритми за формално изразување и расудување за довербата во интеракциите на човекот и автономните возила. Во проектот се идентификувани 3 клучни потреби и наведени се како 3 доверби. Доверба 1, чувствување и квантитативно моделирање на когнитивната доверба, како да се измери и квантифицира довербата и како математички да се моделира нејзината еволуција. Доверба 2, формална спецификација и верификација на когнитивната доверба, како да се изразат својствата на доверба во формалните спецификации и причината таквите спецификации да ја проценат довербата, верификацијата. Доверба 3, образложлив дизајн за когнитивна доверба, како можеме да ги објасниме одлуките базирани на доверба и како да дизајнираме автономен систем кој ќе воспостави доверба. За целите на проектот во лабораторијата е изграден пробен стол за симулација на полуавтономно возење. Хардверската платформа е на основа на симулатор за возење согласно динамиката на сили, со 4 оски на движење која се навалува и ротира за да го симулира искуството да се биде во возило. Човекот возач комуницира со симулаторот за возење преку софтвер, кој може да се програмира за да симулира полуавтономни сценарија за возење. Во текот на возењето човекот е наблюдуван преку сензори. За интегрирање на сите тие сензори користат посебна биометриска платформа за испитување. Тоа е plug and play платформа која обезбедува лесен начин за комбинирање на мултимодалните податоци од различни уреди, како биометриски сензори, следење на очи и кориснички анкети. Платформата ги синхронизира временските стапки од сите податоци на уредите за анализа и визуализација. Тековно се спроведуваат експерименти со човечки субјекти за собирање податоци
податоци за подобро разбирање на факторите кои можат да влијаат врз довербата на човекот во однос на автономното возење. Во просек, испитувањето со секој учесник трае 3 часа, каде што се бара да седат во симулаторот за возење и да возат во полуавтономен режим на 16 различни симулирани сценарија. При тоа, од учесниците се бара да притиснат копчиње од симулаторот со кој го зголемуваат или намалуваат нивото на доверба во автономијата. Вработените на проектот ги анализираат собраните податоци од експериментите со цел да ги идентификуваат клучните фактори кои влијаат на промената на довербата и да изградат математички модели кои ќе ја представуваат еволуцијата на динамиката на доверба. До овие напори ќе одговорат на делот Доверба 1 од овој проект. Со оглед на фактот дека ова е тековен проект, плановите се да вклучат повеќе учесници во експериментите за човечки субјекти, за да го комплетираат делот Доверба 1 и да напреднат во Доверба 2 и 3 за време на преостанатиот период од проектот. Во Джейкоб Џавис Центер во Њу Јорк се одржа меѓународната изложба за автомобили која со задоволство ќе ја одбележиме како празник за очи. Континентот, познат по мокните агрегати и многуте коњи, успеа да ја привлече автомобилската јавност со бројните концепти и новитети кои ќе следат во иднина на пазарот во Америка. Една од најстарите манифестации наменета за автомобили и овој пат беше мощна и актуелна. Во големото јаболко можеше да се видат повеќе од 1000 експонати, а во продолжение презентираме дел од нив. Редизајнираната верзија на спортскиот германски модел беше откриена минатата есен, а премиерата за американскиот пазар ја доживеа на саемот во Њу Јорк. Освежениот Audi R8 беше официјално представен пред американската публика на саемот во Њу Јорк, а со продажба ќе започне ова лето. Редизајнираната верзија доаѓа со поагресивен дизајн на предниот дел, каде посебно се истакнува новата саќе решетка и новиот долен спойлер. Интериерот во голема мера е пренесен од претходникот, а во листата на новитети се вбројуваат двете нови внатрешни бои наречени Pastel Silver и Palomino Brown. Со минимални надградби, новиот R8 е опремен со дигитална инструмент табла, бежичен полнач за паметни телефони и Bang & Olufsen аудио систем поддржан од 13 звучника. Моќноста кај освежениот Audi R8 е обезбедена од страна на наградената 5,2 литарска V10 единица, која произведува 562 конски сили и вртежен момент од 550 Нм. Таа е поврзана со 7-степен S-Tronic пренос и стандарден кватро погон на сите тркала. Сето ова на германското купе му овозможува забрзување од 0 до 100 км/ч за само 3,4 секунди и максимална брзина од 323 км/ч. Новиот Audi R8 добива и своје ограничено издание од само 222 примероци наречено R8 V10 Decennium, базиран на R8 V10 перформансното купе. Екстериерот на Decennium доаѓа во Mythos Black Metallic издание и 20-инчни филни со мат бронзен финиш. Nissan ја покажа верзијата за 2020 година на врвниот спортски GT-R Nismo, што заедно со специјалната верзија 50th Anniversary Edition има светско деби за време на меѓународната изложба во Њу Јорк. Главната карактеристика на GT-R Nismo 2020 продолжува да биде количеството карбон употребено во конструкцијата на возилото, вклучувајќи во предниот и задниот браник, кровот, хаубата, багажникот и задниот спойлер. Како резултат на интеграцијата на овие елементи, возилото добило олеснување од 10,5 кг во вкупната тежина. Акцентот е исто така и на новите 20-инчни алуминиумски тркала, а со новите гуми Dunlop има 11% повеќе контактна површина со асфалтот. Погонот на GT-R Nismo 2020 е доверен на 3,8 литарскиот V6 рачно склопен мотор кој генерира максимална моќност од 600 конски сили.
Venue беше покажан за време на меѓународниот саем во Њујорк, а со тоа корејската компанија го прошири своето портфолио на вкупно 7 SUV предлози. Hyundai Venue дебитираше со модерен дизајн и богат сет технолошки решенија, а во исто време ветува дека ќе биде достапен автомобил на марката. Подружницата во Северна Америка коментираше дека новиот модел ќе биде произведен во Кореја и ќе биде ставен на располагање на потрошувачите во последниот квартал оваа година. Меѓу уникатността на Hyundai Venue се можностите за нарачка на двобојна надворешност, 1,6 литарскиот гама мотор во комбинација со 6-степен мануелен менувач или IVT Intelligent Variable Transmission, автоматска трансмисија, 8-инчен екран со Android Auto и Apple CarPlay синхронизација за мобилен телефон, Bluetooth конекција, систем за предупредување за опасност од сообраќајни незгоди и друго. Моделот е изграден на нова платформа, со промени не само технички, туку и визуелни. Благодарение на промената на платформата, 6-та генерација на Outback има дополнителна сила и подобро ракување. Под хаубата, базниот модел е опремен со 2,5 литарски агрегат, кој развива 182 конски сили, додека помокната верзија има 2,4 литарски боксер мотор со 260 конски сили, што испорачува 1,57 тони влечење. Без оглед на верзијата, секоја единица е опремена со погон на 4 тркала, како и со Lineartronic CVT менувач со 8 брзини, кој исто така може да се користи во рачен режим. Клиренсот на земјата останува речиси непроменет, а во овој случај е малку над 22 см. Внатре моделот е опремен со 11,6 инчен дисплеј кој може да се ракува со Apple или Android систем, како и Wi-Fi пристапна точка, а материјалите што се користат се подобри од претходната генерација. Новиот Outback исто така ја има последната генерација на технологија од Legacy, например системот EyeSight за спречување на несреќа. Корејската компанија на саемот во Њујорк го покажа концептот на својот нов кросовер наречен Habanero. Само една буква го разликува од името на прочуените лути пиперки Habanero, кои се сметаат за најлути во светот. Веројатно со тоа корејците сакаат да се спореди концептот Habanero со оваа лута пиперка преку црвените акценти на надворешноста. Од друга страна, судејќи по новитетот Niro и Habanero, можеби е навестување за поврзаност со денешните модерни хибридни електрични автомобили. Судејќи според единствената слика пуштена во врска со внатрешноста, моделот дава идеја за нов дизајнерски правец во компанијата, што пак е поврзано со заменувањето на поранешниот главен дизајнер Петер Шрејер. Моделот нема никаква врска со сегашниот опсег на Kia во облик на шири, например типичната тигарска решетка. Автомобилот е компактен и е повеќе од вид на подигнат хеджбек. Карактеристично за него е раздвојувањето на решетките со линијата дневни лед светла, Z-облик на страните и црната пластика која се протега од предните до задните браници. Друго интересно во дизајнот е тоа што може да се види закосениот заден дел кој потсеќа на купе верзија. Рачките на вратите се скриени, тркалата се доста големи со офроуд гуми, недостасуваат страничните ретровизори за чија улога веројатно играат камери. Сериската верзија се разбира ќе биде многу поедноставна во изгледот.